Предноста да бидеме во молитвениот дом, веруваме да цениме сите браќа и сестри, бидејќи Господ ни дава уште еден ден, уште една сабота, да бидеме поблиску до Него, а и да бидеме поблиску еден со друг. Денеска е време кога може да се дружиме, но и да ги чуваме Божите зборови, да се подсетуваме, да го изгледуваме нашиот карактер. Денеска би сакал да размислуваме за една библиска личност, за Мефифостеј. Може би поредко се спомнува тоа име од ова место, но еве денес ќе биде предмет на нашето размислување. Витни Хјустон, знаете која била? Пејачка во својата животна кариера, на почетокот во едно од своите песни вака кажала: научи да се сакаш сами од себе, тоа е најголема љубов. Не знам дали ќе се сложите со ова изјава на оваа пејачка, меѓутоа јас целосно не би се сложил, бидејќи мислам дека не постои поголема љубов од љубовта на Исус Христос, која секојдневно зрачи кон сите нас. Научи да се сакаш сами од себе, тоа е најголемата љубов. Треба да се сакаме секако себе си, меѓутоа најголемата љубов не сум јас и ти. Најголемата љубов е нашиот Господ Исус Христос. Денес има луѓе, мажи и жени, кои патат од така наречен комплекс на ниска вредност. Дали има такви личности? Секако дека има. Меѓутоа, ајде денес ќе зборуваме за една личност која исто така во животот патела од таков комплекс на ниска вредност, бидејќи и физички бил со недостатоци. Понекогаш, кога доаѓаме до таква ситуација во нашиот живот, не наоѓаме излез и на жалост некои луѓе дури посегнуваат по својот живот кој ќе се најдат во една таква деликатна ситуација. Денеска би зборуваме за една старозаветна личност, како што спомнав, каде што тоа одлично се објаснува. Човек со комплекс на ниска вредност. Ќе видиме дека овој човек навистина имал физички недостатоци, но ќе видиме една друга личност која покажала огромна љубов кон него, кон неговиот живот. Тоа име е Мефифостеј. Прв пат во Библијата, знаете кога се сеќаваме со оваа личност? Уште кога имало 5 години. Ајде да одеме во Библијата да читаме втора книга Самуилова. Библијата вели дека ова дете, кога имало само 5 години, неговиот дедо Саул и Јонатан загинале во една борба со филистејци. Веста пристигнала во домот на Мефифостеј. Се случила една трагедија и тоа дете останало инвалид. Всушност, кога слушнале дека дедо му загинал таму на бојното поле, тоа било знак да семејството побегне во планина. Бидејќи кога царот се убива, што се случува со неговите најблиску? Ги убиваат, ги фаќаат, ги затварат. И затоа ова семејство решило брзо да се евакуира, да се спакува и да побегне. И додека се пакувале, и ова слугинката, додека го држало детето во раце, Мефифостеј, се лизнала жената, паднало детето и си ги скршило двете носи. Ајде да читаме 2 Самуилова 4:4. Сауловиот син Јонатан имаше син Хром на двете нозе. Чиј син бил Мефифостеј? На Јонатан. А Јонатан кој бил? Син на Саул. Нему беа 5 години кога од Езраел дојде глас за Сауловото и Јонатановото загинување. И сега, били неговата гледачка, не бајачка гледачка, него она слугинката, го дигнала и избега, но заради брзината на бегството, детето падна и остана хромо, сакато. Името му беше Мефифостеј. Еве, прв пат го среќаваме ова дете, ова име, Мефифостеј. Втор пат ќе го сретнеме малце подоцна неколку години, кога Давид ќе го застраси своето царство, кога Давид ќе седне на престолот, повторно ќе го сретнеме ова име. Веќе неколку години Давид владее со царството. Еден ден царот го прашува својот слуга. Одиме во 9 глава 1 стих. Свртете неколку листови, доаѓаме во 2 книга Самуилова 9 глава 1 стих. Еден ден Давид праша: има ли уште некој преживеан од Сауловата куќа, за да му направам милост заради Јонатана?
A kakva vrska imali Jonatan i David? Bliska vrska. Mnogo se sakale. Koga zaginuo Jonatan, David tažao. Plačao, so pepel se polivao. Sa kajke da iskaže svoje taga za gubitok na svoj najbližog prijatelj Jonatan. I сега David, posle poveke godini, go zastvasa svoje carstvo, nema neprijatelji, i se setio, ima li nekoj koji je se ušte preživljan od kukjata na Saula, za da mu naprava milost. Poradi kogo? Ovdje piševa poradi Jonatana. I navistina ovdje ke se najde сега Siva, slugata od domotna Saulova. Той ke se seti дека Saul imaš jedno vnuče po ime Mefifostej. I dobil zadača Siva od Davida da go provede po drvo ili kamen, kaj da go bara, da go donese Mefifostej vo domot, vo carstvo. I mislite, jedan den, a Mefifostej živel tamo daleko nekade, sokrijen po neko selo, plašejki se da ne doznat za nego, deka je od rodot na Saula i da ne bide ubijen. Jedan den, ni svoето prozorče, той гледа двајца војници кои доаѓаат и се упатуваат по неговата куќа. Мефифостей веќе бил оженет. Очигледно жена му рекла, мажу, доаѓаат некои странци, сигурно доаѓаат по тебе, доаѓаат по нас. Срцето на Мефифостей почнало јако да чука. Меѓутоа, тие војници биле добронамерни. Немале зли намери. Дошле да го поканат, да го повикат, да ја посети царската резиденција на Давида. Нема сомневање дека Мефифостей, кога слушал за ваква покана, која била директно испратена од царот, бил уплашен и си рекол, ова е за мене последен час. Немам повеќе можност да живеам. Што би имало потреба царот да ме кани, царот да ме вика во неговото царство. Тресејќи се од страв, дошол Мефифостей во домот на Давида. Еве што пишува 9 глава 6 стих. Кога Мефифостей, синот Јонатанов, синот Саулов, дојде кај Давида, падна ничкум и се поклони. Тоа било вообичаено, кога се доаѓа пред царот, да се изрази почитување со поклонување. А Давид рече, Мефифостеју, а тој одговори, еве го твојот слуга. Очигледно почнал разговор. Срцето на Мефифостеј треперело, но сега како да се опуштил, бидејќи почнала комуникација меѓу двајцата. И замислите, што му кажува Давид на Мефифостеј. 7 стих. Тој одговори, ете го твојот слуга, а Давид му рече, не бој се, зашто сакам да ти искажам милост заради твојот татко Јонатан. И сега ова, како гром од ведро небо за Мефифостеј. Ке ти ги вратам сите ниви на твојот дедо Саул, а ти секогаш ке јадеш леб на мојот стол. Какво изненадување, какво леснување за срцето на Мефифостеја. Тој мисли дека сега ќе се донесе пресуда и ќе биде ликвидиран по брза поставка. Замислете, тој не може да си верува на своите уши. Царот вели, јас решив да ти го вратам целиот имот. А Саул, знаете каков имот имал? Огромен имот, огромно богатство. Замислете, Мефифостеј ја слуша ова изјава на царот Давида. Ке ти ја вратам целата имовина која припаѓаше на твојот дедо Саул, а ти редовно ќе доаѓаш и тука ќе јадеш од царскиот двор, од царската маса. Мефифостеј, браќи и сестри, не можел да свати, да го разбере, не можел да верува на своите уши. И затоа, каква понизна изјава дава сега Мефифостеј, 8 стих. Мефифостеј се поклони и рече, што е твојот слуга да му искажуваш почит на пцовисан пес, каков што сум јас. Гледате, овој човек со што се споредил? Со умрено куче. Почит му даваш на пцовисан пес, како што сум јас. Браќи и сестри, овде гледаме понизноста на Мефифостеј. Секако тој сега бил зависен од милоста
i ljubavта на цару Давида. Но сепак по карактер тој бил на татко му понизен, на Јонатан. Човек со мило срце, меѓу Давида и Јонатана била таква близкост. Таму е како женска љубов имале. У смисол, толку биле соединети, толку се сакале, толку се почитувале. Иако овој човек бил бегалец, сега Давид го поканува да биде член во царската породица или царското семејство. И замислете, го гледам таму Мефибостеј како седи, некаде на средината на таа долга маса, кај што се синовите на Давида. Сите слуги се тука, а Мефибостеј е еднаков како и останатите здрави луѓе, кои не се хроми на своите нозе. Но белиот чашав ги покрива хромите нозе на Мефибостеј. И тој е еднаков со сите царски службеници. Ова ме подсеќа дека еден ден кој ќе седеме таму на Божјата маса, таму кај што Исус ќе ни служи, и тој бел чашав, Исусовата правда, ќе ги покрие сите наши гревови, сите наши слабости, ако сме се покаяле. Ќе бидеме сите изедначени. Таму ќе го видиме Јосифа, подолу Јов, таму некаде на другата страна Аврам. Но таму и за тебе има место и за мене, брат и сестра. Само ако се удостоиме, само ако станеме верни до крајот на нашиот живот. Таму го гледаме Мефибостеј. Седи за таа долга маса, заедно со сите учесници, сите кои престојувале во царската соба. Ова е всушност, браќи и сестри, Евангелие во мало. Евангелие што значи зборот Евангелие? Радосна вест. Една осакатена душа во смртен страв за својот живот. Сега е поврзана со царското семејство. Давид му дава милост. Давид му искажува почит. Тој нема никакво право. Мефибостеј го изгубил сето право. Но Давид ќе му го врати целиот имот. Ќе му го врати имотот на неговиот дедо. А тој во својата понизност вели: царе, што виде во мене добро? Што ми искажуваш толку почит на еден совисан пес? Тој знае, самиот Мефибостеј, браќи и сестри, дека состојбата во која се наоѓа е ниво на едно мртво. Бидејќи живеел Мефибостеј во едни мизерни услови, таму сокриен далеку, таму сокриен во некој село, никој за него не знаел. Сива едвај го пронашол. Сива одвај го нашол и затоа пратил војници да го донесат во дворот на Давида. Ова приказна за царската трпеза, почитувани браќи и сестри, не е заснована на нашите заслуги. Мефибостеј немал никакви заслуги да седе на тој престол. Така и ние еден ден, кој ќе се најдеме на Божјата маса, нема да имаме привилегии. Всушност, не затоа што сме биле најдобри, не затоа што сме биле најлични и најубави, туку затоа што милоста Божја била огромна и таа милост Божја овозможила да се најдеме за таа царска трпеза. Таму сте сите равноправни. Таму нема белци, нема жолти, нема црни, нема богати, нема сиромаши. Таму сме сите еднакви, благодарение на милоста Божја и на неговата љубов. Пред Бога, вели Библијата, дека сите ние сме духовни, односно живи мртовци. Ние сме осудени за гревот. Плата за грев е смрт, вели Библијата. И нашиот пратеат Адам, може да кажеме, навлекол проклетство и грев на оваа земја. Ние, почитувани браќи и сестри, родени сме во грев и немаме право да бидеме наследници на Царството Небесно. Како што овде вели во Римјаните 5 глава, 18 стих, може да отвориме Римјаните 5 глава, 18 стих и да го читаме заедно тој текст што вели апостол Павле. И така како што преку еден престап дојде осудување на сите луѓе, ние сме сите осудени. Преку еден човек дојде, вели, гревот. Меѓутоа, од другата страна на медалот читаме нешто друго. Продолжение на истиот стих. Та преку едно праведно дело дојде за сите луѓе оправданието, што донесува живот. Гледате, сите ние сме сакати пред Бога. Нас гревот не осакатил како Мефибостеј, кога бил искуштен од жената
слугинка, бързайки паднала и детето станало хромо. Сите ние пред Бога сме хроми. Сите ние сме сакатени, защото гревот не осакател. Но, што вели овде, преко еден дојде избавување, дојде благодат, значи преко еден, преко Исуса Христа, ние сме оправдани и спасени, би рекале. Исус Христос, браќи и сестри, ја обновил, човечката историја, превземајќи ја на себе нашата вина. И пишува Елена Вајт, дека кога Исус умрел на крстот, кога бил прикован, биле приковани нашите гревови со него. Значи, иако не сме се родили тогаш, не сме биле родени, но нашите гревови кои ќе ги сториме и ги правиме, Исус ги заковал тамо на тој крст. Исус сушност ја испил чашата место нас до крај, ние да бидеме спасени. И сега, денес, Бог ни упатува покана. Дали ќе дојдеме и ќе се одзвиеме на тој позив, на таа покана. Мефифостеј прифатил и добро што прифатил. Тој дошол во царскиот двор и учествувал на ручеците заедно приготвени за останатите и за него. Дали и ние, браќи и сестри, ќе се одзвиеме на таа покана или ќе останеме во својот грев, ќе останеме таму хроми, парализирани, притиснати во гревот. Или ќе дојдеме кај Христа и тој ќе не нарече синови и ќерки на големиот Бог. И нашите стопала се свиткани, и нашите нозе се деформирани, но таму кога сме заедно на царската маса, прикрини со бел чаша, ништо тоа не се гледа. Зошто? Исус не оправдува, Исус не спасува. Тука сме сите еднакви и нашите деформирани стапала пред Бога се исправни. Зашто Христос не облекува со неговата правда. Небото тогаш нас не гледа како никогаш да не сме сгрешиле. Зошто? Зато што сме се одзвале на Христовата покана и сме дошле да седнеме кај таа царска трпеза. Но постои уште една епизода од животот на Мефифостеј. После повеќе години поминати, знаеме дека Давид имал син Авесалом. Знаеме дека Авесалом правил неколку побуни против својот татко, сакајќи да го превземе царството. Тој имал своји советници кои спротивно работеле на Божјата воља. И што се случило? После многу години го натерале Давида, бунтот на Авесалом, даде да го напушти својот престол и да замине во планина. Библијата вели дека тој се криел со своите војници. Тој бегал од Ерусалим да го спаси својот живот. На среќа на Давида, тој бунт траел кратко време. Значи, после кратко време, Давид повторно се враќа во Ерусалим и ја превзема својата должност. Што се случува сега? Ајде да одиме повторно во 2 Самуилова 16 глава. Значи, поминале повеќе години, сега имаме втора епизода од животот на Мефифостеј. Овде во 16 глава пишува Сива го клевети Мефифостеја. Кој беше Сива? Што направи Сива? Па тој што го повика Мефифостеј во претходниот дел да дојде во дворот на Давид. Сега вели, кога Давид помина малку преку врвот, и ете во пресет му дојде Сива. Значи се враќа од планина, слушал дека доле Авесалом, знаеме, загинал, како загинал. Вратата е отворена да се врати повторно на престолот. Давид се враќа, во пресет му оди оној лукавиот Сива. Мефифостејиот слуга, со 2 насамарени ослици, што носија 200 лебови, 100 гроздови суво грозје, 100 низи летно овоше и меч со вино. Наистина, убава храна. Царот го праша Сива: што ќе правиш со тоа? А Сива одговори: ослиците се да послужат на царското семејство за јавање. Ите колку бил лукав, чека сега Давида со огромни бакшиши да му се што? Утвара, да му едноставно добие некои привилегии Сива. А царот говори: што ќе се тие магарине толку? Па ете, царското семејство за јавање, така натаму. Лебот и овошето за јадење на момчињата, виното за пиење на оние кои ќе се уморат во пустината. Царот праша натаму: а каде е синот на твојот господар? А Сива му одговори на царот: еве, остана во Ерусалим, зашто рече:
Денес Израилевиот дом ќе ми го врати царството на мојот тато. Тогаш царот му рече на Сива. Значи читаме до 4 стих. Тогаш царот му рече на Сива: ете, се што имаше Мефибостеј, нека е твое. А Сива одговори: се поклонувам пред тебе, нека да најда милост во твоите очи, цар господар. Сива си бил лажовец и ќе си остане лажовец до крај. Сега му се на Давида додворува, сакајќи да добие привилегии, а Давид брзоплето кажува: се што имаше Мефибостеј, сега на тебе ти го дам. Очигледно, Сива пренел погрешни, лажни информации за Мефибостеја. И замислете, Давид на брзина одлучува целокупната имовина или имот да му се даде на Сива. Овде има за нас полука, браќи и сестри. Да не донесуваме брзоплети одлуки. Да не наседнуваме на некој што ќе ти каже да создаваш веднаш слика или мислење за некого. Давид се лизнал, Давид погрешил, што го послушал веднаш Сива и автоматски имотот му вели Сива: нека припадне на тебе целиот имот на Мефибостеја. И замислете, колку се зачудил Давид кога еден ден се среќава со Мефибостеја. Ајде да видиме што се случило и како течел тој разговор. 19 глава, 24 до 27 стих. Слушайте сега, да го послушаме разговорот помеѓу Давида и Мефибостеја. 19, 24, 27. И Сауловиот син, Мефибостеј, кога велат, овде Библијата кога вели Сауловиот син, не се мисли директен буквален син, него тоа се библиски изрази. Он му бил, значи, внук. Му слезе во престет на цар. Значи Мефибостеј моди во престет на цар. Тој не ги негуваше ни своите нозе, ни своите раце. Значи си бил хром, тако си останал. Ни своите нозе, ни своите раце. Не ја следуваше својата брада. Не ги переше своите облеки од оној ден кога царот замина, па се до денот кога се врати пак во мир. Што правил Мефибостеј за цело тоа време додека Давид бил во планина? Постел, жалел, не се миел, а тоа било знак на жалост. А Сива што кажа? Мефибостеј се радуваше, што те немаше во царство. Видите каква слика погрешна дал за Мефибостеј. А Мефибостеј жалел за својот цар, за Давида, цело време дека бил во бегство. Кога му дојде во престет на царот од Ерусалим, царот го праша: зошто не тргна со мене Мефибостеју? Го прашува директно. А тој одговори: цару господару, мојот слуга ме измами. Твојот слуга му рече: насамари ми ја ослицата да ја јавнам и да тргнам со царот. Зашто твојот слуга е хром. Тој го наклевети твојот слуга пред мојот господар и цар. Ама мојот господар и цар е како Божи ангел, затоа прави што е добро во твоите очи. Гледате со што го дочекал Мефибостеј својот цар. Со какви убави зборови. Со вистинити зборови. Додека Сива употребил лага, за да се докопа до нешто што не му припаѓало. Замислете колку царот, браќи и сестри, се зачудил сега кога го среќава Мефибостеј. Тој неизбричен, непочешлан, неизбајнат, со валкани алишта, во знак на длабока жалост, што царот толку време поминал во планина, а Сива направил сосема погрешна слика за него. И затоа, браќи и сестри, и ние да внимаваме какви одлуки донесуваме брзопрети, без да ги согледаме двете страни. Давид овде брзо погрешил, што рекол: еве, цијот имот од Мефибостеј нека ти припадне на тебе. И читаме понатаму од 26 стих, значи 19 глава, 26 и 27 стих. А тој одговори: цар господаро, мојот слуга ме измами. 27 стих вели: тој го наклевети твојот слуга пред мојот господар и цар, ама мојот господар и цар е како Божи ангел. Мефибостеј гледал во Давида Божи ангел, заштитник, тој кој му возможил да седне за царската трапеза. Дали сега му верува повеќе Давид на Сива? Не, направил Давид грешка. Го дал имотот на Сива. Меѓутоа,
Međutim, 29. stih je što veli. A carot mu odgovori, zašto ušte da go tegneš svoj govor? Od redova ti i sila, podeliti si gi nivite. Сега Давид прави како некој компромис. Добро, Мефибостејо, еден дел нека ти биде вратен, поделите го имотот и ти да имаш за живот. Но Мефибостеј повторно ќе покаже човек со широко срце, а со хроми нозе. Нозете не се битни, битно е срцето, браќи и сестри. Мефибостеј имал широко срце. Како одговорил сега Мефибостеј? Давиде, уби го, сила зашто е лажен човек. Еве го одговорот на Мефибостеј. Мефибостеј му рече на царот, царе, нека земе и се. Кога мојот господар се врати срекно во својот дом. Погледнете какво срце покажува милостиво сега Мефибостеј кон својот соперник, кон Сива. Не ми треба, царе моје, не ми треба нива, нити имот. Јас сум благодарен пред Господа, што мојот господар, вели, се врати срекно во свој дом. Со други зборови, нека земе, царе, се, јас имам тебе. Браќи и сестри, еден ден се ќе изгубиме. Но дали го имаме царот на вселената? Еден ден се ќе оставиме. Но дали го имаме царот во срцето свое? Дали го носиме Исуса во нашите гради, во нашиот живот? Со други зборови, овој предан човек не бил загрижен поради личната корист, туку за него било доволно да биде радостен и среќен, што царот повторно се вратил и го зацврсил царството во Израел. Тоа е всушност суштината на вистинското евангелие во нашите срца. Кога еден ден ќе сватиме целосно што направил Адам, не исклучил од Божјата милост за кратко, но благодарение на вториот Адам, на Исуса Христа, ние повторно сме вратени во системот, би рекол. Ате, повторно Исус не вратил во тој систем на Божјата милост и на Божјата љубов. Од тој миг ние не сме повеќе мртви во гревот, не сме повеќе хроми, зашто Христос не оправдува, Христос не сака. Во 1 Јованова 4 глава, во 10 стих, знаете што пишува? Ајде го читаме заедно тој стих. Овде апостол Јован дава една убава изјава, охрабрителна за сите нас. 1 Јованова 4:10, вака вели. Љубовта е во ова. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Сите ние сме родени зашнати во гревот, но благодарение на Исуса Христа ние повторно може да се вратиме назад. Повторно таа комуникација воспоставена со небото. Ние не сме премногу добри да не сака Бог, туку Бог е предобар што не сака нас. Еве, во книгата во потрага за подобар живот. Еве што пишува: богати и сиромашни, возвишени и понизни, слободни и робови, сите сте Божје наследство. Тој што го дал својот живот да го откупи човекот, во секое човечко суштество гледа вредност неразбирлива за човечкиот ограничен ум. Во секој човек, во секоја жена, Бог гледа во секое човечко суштество вредност неразбирлива за човековиот ограничен ум. Со тажната и славата на крстот, со тајната и славата на крстот, ние сме повикани да сватиме колку тоја цени вредноста на една човечка душа. Нажалост, денеска не се цени човекот. Едни со други се убиваат. Било за какви ситници. Денеска човечкиот живот не вреди многу, а во Божите очи вредиме многу, вели овде. Кога тоа ќе го постигнеме, тогаш ќе разбереме дека секое човечко суштество, без обзир на безвредноста, без обзир на нашите хроми нозе, без обзир што сме осакатени од гревот, премногу вреди да би се така ладно и со подценување постапувало. Како ние постапуваме кон нашите соседи, кон нашите мили драги, кон нашите пријатели, кога небото го дало најмилото Исуса Христа. И затоа, браќи и сестри, ние сме Божи сведоци,
se koljeno treba da svedočime za to što Bog ne spasio nas i što možemo drugi da nas učuvame kon Hrista. I drugi može da sednat za ta nebesna trpeza. Izgubena ta parička, koja su sovata prikazna, iako ležala vo gjubreto, sepak bila srebrna parička. I nije sme hromi od grevot. I nije može vi vočite na luge to ne vredine, no nije sme ta srebrna parička odeveli, koja vredi mnogo. Negova ta sobstvenička go barala zato što imala vrednost. Isto taka, sve koja duša, bez obzir koliko je ponižena, so grevot dragocena je vo Božite oči. Ne sme mi nije da usuduvame i da pravime rang lista na vakvi ili nakvi. Svi te sme jednaki pred Boga. Bog je toj koji će oceni, koji će biti spasen. Svi te nije sme vredni vočite na Boga. Isto taka, sve koja duša, bez obzir koliko je ponižena, je vredna vočite na Boga. Kako što paričkata nosi lik na vladetelo, така и човекот уште при создавањето го понел ликот и написот на самиот Бог. Иако сега, под влијание на гревот, оштетени и потемнети, во секоја душа постојат белези на овој надпис. Бог копне да ја извлече секоја душа и повторно да втисне, и обратите сега внимание, да повторно втисне во неја свој лик на праведност и светост. Колку да се чувствуваме грешни, браќи и сестри, колку да сме хроми од гревот кој не оштетува, ние во очите на Бога, овде пишува во книгата за подобар живот, дека вредиме во очите на Бога. И Бог повторно сака да го втисне свој лик во твојот и во мојот карактер. Кога ќе се почувствуваме безвредни, браќи и сестри, кога ќе се почувствуваме дека сме отфрлени, кога ќе почувствуваме дека сме хроми, кога ќе сватиме дека сме отфрлени во општеството, има некој кој не цени, има некој кој гледа во нас, дете Божие, има некој кој ќе не повика, како дали што го повика од Нифостеја, дојди, ќе бидеш мој гостин, ќе бидеш равноправен за таа царска маса, и белиот покривач ќе ги покрие сите наши слабости, сите наши гревови. Тој бел покривач е правдата Христова, дадена и засметена. И пред крштевање, и после крштевање. Се е Божја правда. Наше само да се облечеме, да ја прифатиме и да еден ден, кој ги дојде Христос, да се најдеме на тој небесен стол, на таа небесна маса, кај што ќе ги видиме патриарсите, пророците, но да се видиме и ние таму. Бог да ни помогне во тоа. Амин.